Полека, но сигурно се качуваш во светската модна сцена. Какво е чувството да дизајнираш за светски познати музички имиња, меѓутоа и за балкански познати музички имиња? Пред се фала ти на комплиментите. Ја морам да кажам дека полека, но сигурно мојот сон се оствара. Некако ја уште како мал, а и сега како по-возрастен, секогаш селим на многу, секогаш ги доживувам работите дека треба да ми се остварат најголемите и тоа што за некој невозможно, ја го гледам дека е возможно и може затоа некако степен по степен и чекор по чекор мојот сон се остварува, ја те стигам до тие светски имиња и до светските контакти. Тоа значи многу и за мене како дизајнер, но и за мене како личност, заради тоа што ако веруваш во себе, во тоа што го правиш и дека тоа е вистинското и правото, без разлика колку другите луѓе имаат некој од нив негативен коментар, тоа се препознава и го препознаваат големи светски луѓе. Така, изминатиот период твоето име се поврзуваше со Елена Карлеуша и со креациите кои што ти ги направи за неа. Колку е значајно, нели, да создаваш креации за вакви познати музички имиња и колку ја одбележуваат твојата кариера? Знаете како после соработката со Елена, мислам дека вистински Балканот дозна за мене, заради тоа што она има многу фоловери на Инстаграм, пред се тоа се и од светот и од Балканот, но ете да се посочиме на Балканот и многу од нив ми пишаја комплименти на социјалните мрежи, многу од нив бараат некаква креација, се консултираат со мене преку Инстаграм или преку Фејсбук, а ако сме околу Карлеуша или ете околу Цеца и сите тие балкански имиња, ја морам да кажам дека они мене потполност ме верувале, потполност верувале во мојот дизајн и кога станува збор за Елена Карлеуша, верувајте дека нејзините костими не претрпеа никакви апсолутно никакви корекции после таа проба која се видовме во Белград. Ја имав нејзини мерки и моите две насоки за нејзините костими беа Златко ми рече она. Златко, те молим само да биде фул украсени и да биде многу голи. И со тоа да биде многу голи, да биде фул украсени, ја ги направив тие креации и ги однесов за Белград. И мене ми е многу драго што на неа на прва и се свиѓаја, костимите не претрпеа апсолутно никакви корекции и она одма ги искористи околу Нова година за нејзините фотошутинзи за видеоспот. Тоа се што беше емитувано околу Нова година, но исто така морам да кажам дека мене колку што ми е драго што дизајнирам за најголемите балкански имиња, и Цеца, и Карлеуша, и Сунимала и од Албанија, и Фиола Морина од Приштина, мене ми е посебно драго што моето име полека, но сигурно влага и во светските води, заради тоа што моја креација, јас тоа го сметам како за мој најголем успех до сега и успех на мојот бренд. Креација на Avamax носеше, односно Avamax, светското име, носеше креација моја на насловна на еден магазин. И тоа за мене беше бум, беше овација од секакви реакции од светот, од стилисти што ме контактираја исто така од светот и за мене искрен да бидам, не мислев дека толку рано ќе ми се случи толку голем успех. После тоа нели беше и моја креација кај Тајга во спот, креација моја во Саут Африка, Гламур списанието, исто така Космополитан списанието имаше 3 мои креации, после тоа уште еден чланак иде за сушедна. Ред под ред, полека но сигурно моето име се јавува на таму некои светски имиња, мислим на светски списанија и мене ми е особено драго поради тоа. Што најчесто бараат твоите клиенти? Мене ми е многу драго што моите клиенти најчесто се фокусираат на дизајните што јас ги имам правено до сега или од колекциите мои и со мали измени нормално. Ја разбирам дека нашата клиентела оди на свадба, оди на крштевка или на било каква наша свеченост и сметам дека истата мора да трпи, мислим креацијата моја мора да претрпи некакви мали измени за да биде она малку позатворена или да биде помалку украсена, но од друга страна мене ми е многу драго што нашите клиенти секогаш преферираат стил кој што јас го презентирам, а тоа е фул украсено, креација која ќе влезе нашата клиентка во салонот на некој си ивент, сите очи да бидат вперени во неа, да биде тоа истакнато и мене ми е многу драго, пак ќе кажам, што моите клиенти во потполност ми веруваат, имам и стални клиенти кои што некогаш знаат да ми се јават и да ми речат Златко, ти имаш мерки, направи оваа креација или направи што мислиш дека треба да носам за таму и таму и кога доаѓаш често во контакт со клиенти и со нивните барања, после тоа е полесно заради тоа што го читаш, ја читам клиентката што она сака да носи. Сега некогаш ја преубедувам да
да избега од тоа нејзиното стандардно и да носи нешто што е по-вау, нешто што е поукрасено или нешто што е подолго, што ќе биде подраматично за наслика на Инстаграм. Така, за какви пригоди најчесто бараат креации? Па ја морам да кажам дека кај мене во ателје најчесто се бараат венчаници или фустани долги или тоа се за матури, за родендени, и пак се дизајнираме креации кои што нашите клиенти ги носат за нивните моменти кои што им значат многу, и најчесто тие креации се носат еднаш или два пати, после стојат во шкаф, во шифонјер, во гардеробер, како год, како едно убаво сеќавање. Тоа значи ли дека најмногу во летниот период имаш работа? Да, кај нас некако, ајде ако можам така просто да се изразам, жетвата на свадбарските моменти и сите свадбарски дејности, се што е поврзано со свадби и со матури, е во лето, така да, тогаш имаме многу повеќе работа, но поради поради зголемен капацитет на фустани, истиот темпо на работа, нашите фустани се закажуваат на зима, некои се закажуваат на пролет, за да бидат готови после неколку месеци. Кога имаш најмногу мотивација и креативност? Кога сум сам, кога сум дома, кога и тогаш сум слободен и тогаш слушам музиката која што јас сакам, и тогаш дизајнирам тоа што јас сакам и тоа што јас мислам, и тоа се углавном креации за моите реви, за моите колекции, за нешто што јас го презентирам како мое. А поредко е тоа custom-made. Ипак custom-made креациите за клиентите се создаваат и се дизајнираат во ателје. Кои се твоите планови за оваа година? Ја оваа година се надевам дека ќе успеам да направим ревија. Прошлата година немав ниту една ревија поради пандемијата. Јас се надевам дека ревијата ќе се случи и тука и во странство. Ја би сакал многу да имам ревија и во Македонија, бидејќи имам од тука купци, односно клиенти, кои што сметам дека треба да го доживеат оној гламур и се што го презентирам ја на Инстаграм кога идам во светот да презентирам моја ревија, истата ревија која би се презентирала во Македонија, да го осетат тоа во 4 очи и во живо. И исто така сметам дека ќе доживеем уште некој светски фешн вик, зашто да не, нели после Лондон, после Кина, после Виена, може ќе зграбиме уште некој град или некоја светска метропола, и исто така би сакал да имам уште многу задоволни клиенти како изминатиот период, да бидат повеќе следнава година и така натаму. Кој е твојот сон? За кого сакаш да направиш креација или што сакаш да постигнеш понатаму? И ја сакам да постигнем еден ден кој нема да ме има, мојот бренд да продолжи да живее, и се надевам дека кај нас во Македонија ќе има еден мој музеј со тоа најголемиот светски дизајнер, македонецот Златко Јовановски. Тоа се мои најскромни очекувања, но мене, ако ме прашате искрено, ја би сакал многу и би било особено драго и чест да дизајнирам за Cher, заради тоа што сметам дека она е модна икона, е музичка икона која што во светот уште од почетокот на нејзината кариера секогаш имала новитети, секогаш била екстравагантна и секогаш била уникатна, така да мене стварно било многу драго ако дизајнирам за Cher, а од машките изведувачи тоа би бил Lil Nash. Така, една оценка како се облекуваат во нашата земја, особено еве јавните личности? Со едно име, со еден збор досадно. Мислим, сите наши македонски изведувачи, они секогаш се држат до таа нивна доза на комфор, на сигурност, да биде тоа некој фустанче што она утре може да го носи на свадба, на крштевка или не знам што. Кај нас јавните личности треба да знаат дека јавна личност е да си да вложиш во својот визуелен и естетски изглед на сцена, а не е битно како ќе се појавиш кај комшиката на свадба. Ако треба да се појавиш кај комшивката на свадба, треба да облечеш некој друг фустан, него секогаш треба да им биде приоритет сцената и нивните јавни појавувања. А кај нас е се тоа досадно, умерено, како да ти кажам, со еден збор досадно, да не удоговлачим. Ти благодарам многу на разговорот. Фала и на тебе.